Во насловот едно, а во прилогот друго. Ова е една од најчестите форми преку кои невистините информации доаѓаат до публиката. Таков е случајот со порталот ohridnet.com, кој објави содржина со наслов "Нови 42 случаи на сида во земјава", еден од Охрид. На содржината објавена од ohridnet.com на 2 декември 2021 година во насловот се вели "Нови 42 случаи на сида во земјава, еден од Охрид". Меѓутоа, во прилогот воопшто нема информација дека има нови 42 случаи на сида во земјава, туку дека 6 мина се болни од сида. 36 лица од новооткриените се заразени со ХИВ, а 6 мина се болни од сида, стои во текстот на ohridnet.com. Иако повеќе медиуми известија за оваа групна бројка од 42 нови случаи како лица со ХИВ-сида, повеќето од нив се лица што се позитивни на вирусот ХИВ, а многу помалку се лица кои се заболени од сида. Медиумите треба да прават разлика помеѓу ХИВ и сида и соодветно да известуваат за официјалната статистика, затоа што во спротивно, наместо средства за информирање и за едуцирање на јавноста, тие стануваат средства за нејзино дезинформирање.